Драги пријатели, можам слободно да кажам, веќе неколку години се бориме заедно. Почитувана министар за труд и социјала, господја Тренчевска, драга Јована, драги гости. На почетокот би сакала да се заблагодарам на Сдруженијето на граѓани со ретки болести Живот со предизвици и на Националната алијанса за ретки болести за честа да го отворам овој настан денес. На чекор сме од најопасната состојба за едно општество, а тоа е рамнодушност. На денот, кога го обележуваме Денот на ретките болести, би сакала да ве охрабрам, да бидеме хумани и солидарни. Нашиот пристап да биде позитивен, страдањата на нашите сограѓани да не загрижуваат, а со тоа и морално да не обврзуваат. Целта на овој месец и на овој ден посветен на ретките болести е зголемување на видливоста пред целата македонска јавност на овие заболувања, а истовремено и да ги подсетиме институциите за обврската која што ја имаат кон секој еден од вас. Досега се идентификувани огромен број, над 6000 ретки болести, кои што најчесто се хронични, прогресивни и опасни по животот на пациентите. Иако секоја животна приказна е различна и секое страдање е неспоредливо, сите лица со ретки болести неминовно се соочуваат и со заеднички предизвици и прашања. Најчесто првата етапа кај сите можеме да ја споредиме со лутање низ сложените здравствени лавиринти, низ испреплетени ходници низ кои тешко се ориентираме. Овој период се одликува со наизглед бесконечни термини, прегледи, испитувања. Ваквата, неретко осамена потрага по диагноза, може да трае многу години. Весна е сведок за тоа. Што ми се случува? Зошто баш мене? Има ли надеж? Се некои од прашањата што порано или подоцна си ги поставува секој пациент со ретка болест. Овој период завршува со поставување на диагнозата, со именување на болеста. Многумина сведочат дека тој момент е во исто време и застрашувачки и ослободувачки. Од една страна, пациентот и семејството доживуваат ослободување од големата неизвестност, бидејќи конечно имаат објаснување за страдањето. Но од друга страна се отвараат ред нови прашања, дилеми и стравови. Колку брзо прогредира болеста? Што е најлошото што може да го очекуваме? Има ли терапија? Дали е достапна кај нас? Колку чини? Можеме ли да си ја дозволиме? По разбирањето на болеста следи фаза на обезбедување на најчесто скапите лекови, што се огромен финансиски товар за секое семејство. Па така, освен со болеста, семејството мора да се бори и со ризикот од осиромашување. За жал, колку се поретки овие болести, се потешки за носење. Скапата диагноза и терапија за статистички малиот број пациенти придонесува тие да бидат речиси невидливи за системот и занемарувани при креирање на јавните политики и планирањето на државните буџети во многу земји. Но за разлика од првата, во втората етапа од животот согледувате дека, иако сте ретки, сепак не сте сами. Станувате дел од една поширока заедница на луѓе кои минуваат низ слични патешествија, кои многу добро ве разбираат и кои сакаат да ви помогнат. Почитувани пријатели, борејќи се за универзален и еднаков пристап до квалитетни здравствени услуги со олеснет финансиски товар, вие не барате привилегии, барате правда. Наместо исклучок за ретките болести, вие барате никој да не биде исклучен од здравствениот систем и со тоа придонесувате кон општото добро. Сето ова ве прави партнери на државата. Добрите здравствени политики зависат од придонесот на здруженијата, кои располагаат со потребни информации, знаења и искуства. И покрај системските недостатоци и пропусти, за среќа, не почнуваме од нула. Главните двигатели на ваквиот потпат сте вие, семејствата, кои наспроти сите пречки се борите
ги подкрепувате и охрабрувате вашите блиски кои се борат со ретките болести. Тука сме и ние, здравствените работници, кои помагаме на оние кои најмногу им е потребно. Со мрежата на солидарност и споделување на искуства, ви истовремено сте и пример за целото општество. Благодарение на вашите заложби е изработен регистер за ретки болести, програма за ретки болести на Министерството за здравство која се проширува. Фондот за здравствено осигурување покрива повеќе лекови, анализи и рефундација на нутритивни производи за лицата со ретки болести. Но има голем број нерешени прашања. Се уште нема системско законско решение за проблемите со ретките болести, што доведува до обесправување и маргинализација. Поради тендерските постапки и доцнење на лековите, многу пациенти, за жал, ја губат битката со болеста. Драги пријатели, ниту една болест, колку и да е ретка или тешка, не може да го избрише вроденото достоинство на човекот. Непроценливата вредност на секој човек не обврзува да ги третираме луѓето со ретка болест како еднакви граѓани со еднакви права. Тоа подразбира еднаков пристап кон и навремена и точна диагноза, делотворна терапија и поддршка на лицата со ретка болест и нивните семејства. Човечкиот живот нема цена. Ако има надеж дека некој пациент може да се излечи или неговиот живот да се олесни, државата мора да помогне, независно од цената на таа здравствена услуга. Пациентите со ретки болести во Северна Македонија и нивните семејства заслужуваат правичност во однос на здравствените и социјалните услуги. Ако навистина се залагаме за социјална правда, еднаквост и хуманост во македонското општество, тогаш токму ретките болести можат да бидат тест за таа наша искреност и посветеност. Ова е наша не само граѓанска, туку и морална и човечка должност. И сосема на крајот, ќе го повторам она што верувам дека низ нашата дружба, низ минатите години, веќе сите го знаете. Мојата поддршка и поддршката на мојот сопруг сте ја имале во секој момент и тоа ќе продолжи и во иднина. Многу пати сме разговарале, сме ги сослушувале проблемите, сме се обидувале да ги предочиме на јавноста и на оние кои што ги носат одлуките. Иако формално не може ниту тој, ниту јас да донесуваме одлуки кои директно ве засегнуваат, сепак ве уверувам дека како и досега ќе се бориме да се решат проблемите системски, но и преку подигање на јавната свест и укажување за проблемите со кои се соочувате во секојдневието. Ви благодарам.